На Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија се воведени нови и современи методи за третман на проблеми со каналите што ја носат жолчката до цревата, каде може да се појават стеснувања или камења. Ендосонографијата и системот SpyGlass, холаноскопија, овозможува лекарите рано да ги откријат проблемите. Исто така овозможено е земање биопсии и отстранување на камења без потреба од отворена хирургија, што го прави третманот побрз и побезбеден. Втората метода е SpyGlass холангиоскопија. Факт е дека клиниката од пред 2 години работи веќе директна перорална холангиоскопија, меѓутоа оваа метода има повеќе кратни предности. Особено во делот на детекција и правилно дијагностицирање на пациентите кои што имаат стенози на жолчните канали, на билиарното стебло, кај кои што знаеме дека постои висок ризик да добар дел од нив се малигни. Праксата и статистиката покажува дека 20 до 25% се недетерминирани и таквите пациенти може да бидат пропуштени, односно да бидат ненавремено упатени на хирургија. За да почне примената на овие две методи, директорката на клиниката, професорката Трајковски, истакна дека им била потребна помош. За разлика од класичните техники кои нудат само индиректна слика, SpyGlass овозможува директно наблюдување на билиарните канали и идентификација на причината за проблемот, вели доктор Караѓосов. По отношение на другата методика, тя е рутинна на повечето места за прецизна диагностика на болести на вътречернодробните жлъчни пътища. Знаете, че класическият вариант е да работим само под рентгенов контрол, т.е. ние имаме индиректен образ, нямаме директен образ. А с тази техника, която ще въведем утре, ще знаем директно какво се случва в жлъчните канали, от какво страдат, и за да предложим най-доброто лечение, било то съответно мини-инвазивно или хирургично. Имаме възможност да вземем биопсия, имаме възможност да разбиваме камъни, които преди това са били обект на хирургията и така нататък. На настанот присуствуваше и директорот на Фондот за здравствено осигурување Клековски, институција која ги поддржа овие методи. Тој изјави дека интервенциите се помалку инвазивни и бараат пократок престој во болница.